Добар ден на сите. Јас сум Елена Трчевска, доаѓам од фирмата Технолошка Скопје. Денес овде во дојдено на презентер ќе ви презентирам еден случај кој е заедно со магистар на Горана Трајковска Технолошка, насловот на трудот и искуствата на технолог, интерпретација на резултати и установување на хемиски супстанции и работни средини. Сосема накратко, испитувањето на хемиските супстанции во работна средина е законско определено согласно Законот за безбедност и здравје при работа. За ниво на Република на Македонија постои правилник за минимални барања за безбедност и здравје на работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции. Овој правилник е изготвен со европски директиви, директивата за безбедност и здравје. Овој правилник за минимални барања за безбедност и здравје при работа, што ще донесе 2010 година, е изготвен во основа на неколку европски директиви. ЕУ директивата за безбедност и здравје на работници од ризици предизвикани за употреба на хемиски агенси, двете директиви за првата и втората листа на индикативни гранични вредности и последната директива таа е поврзана со хемиски, физички и биолошки агенси на работа. И сите овие директиви фактички се применети во нашиот правилник за минимални барања за безбедност и здравје при работа на работници изложени на хемиски супстанции. Овој правилник за минимални барања е многу сличен и вече идентичен со останатите правилници кои што се на ниво на регион на државите во Балкан, на Балканот. Тука се значи Република Бугарија, Република Србија и Република Хрватска. Неколку основни поими кои што ги дава самиот правилник. Хемиска супстанца е секој хемиски елемент или негови соединенија во природна состојба која се произведува, употребува или се ослободува. Опасна хемиска супстанција е секоја супстанција која согласно некои критериуми се класифицира како опасна супстанција. Потоа хемиска супстанција која иако не представува опасна хемиска супстанција според своите физички, хемиски и токсиколошки својства, меѓутоа сепак представува ризик по безбедноста и здравјето на работените и супстанции за кои што се определени гранични вредности за професионална изложеност. По правилникот за минимални барања за безбедност и здравје на работници изложени на хемиски супстанции постои дефиниција за гранична вредност на професионална изложеност. Станува збор значи за просечна концентрација на опасни хемиски супстанции во воздухот, која што не предизвикува штета во здравјето на работникот. Оваа концентрација се однесува на изложеност од 8 часа и неделно од работа, значи во услови од 20 степени Целзиусови и притисок од 101,3 килопаскали. Самиот правилник постои список на описувачки гранични вредности за професионална изложеност. Оно што е важно е дека обврска е на работодавачот да ги отстрани или да ги намали на најниско можно ниво ризиците за безбедност и здравје на работените при работа како резултат на присуство на хемиски супстанции. Како да се дојде до тоа, да се обезбедат безбедни услови за работа, со примена на соодветни мерења, со примена на соодветни мерки и со редовно испитување на концентрациите на хемиските супстанции во работните и pomoжни простори. Она што е важно дека секој вработен на своето работно место во услови кога има присутни хемиски супстанции мора да биде запознаен и информиран за самите хемиски супстанции и да биде запознаен со ризиците што доаѓаат од работата со тие хемиски супстанции. Испитувањето на хемиските супстанции е комплексна работа. Исто така, за да се направи испитување на хемиски супстанции, потребно е и треба да има лабораторијата соодветна опрема, да има квалификуван и обучен кадар, значи да биде компетентна и да биде акредитирана, да може да врши испитување на хемиски супстанции во работна средина. Оно што е многу важно за испитувањето на хемиските супстанции во воздухот во работната средина е да се имаат добри сознанија за работниот и технолошкиот процес, да се има информации за видот на субстанциите што се употребуваат,
значи кои се влезни суровини, кои се нуспродукти, кои се готовите производи, да се познава изворот на хемиските субстанции и да се идентификуваат очекуваните хемиски штетности во работната средина пред да се почне со било какви мерки. Постојат 3 етапи во процесот на испитување на хемиски субстанции во работна средина, кои што секогаш треба да се обрне посебно внимание. Првата етапа е земање на мостри од воздух од работна средина. Втората етапа е лабораториската анализа на земните мостри, што значи квантитативно одредување на концентрацијата на хемиските субстанции и нормално обработката на сите тие резултати. Третата етапа се обратно со успоредба на добиените резултати со граничните вредности. Првата етапа, земање на мостри од воздухот, има неколку чекори на кои што секогаш мора и треба да се внимава при испитување на концентрација на хемиски субстанции во работна средина. Значи мора да се избере соодветен и правилен извор на локација на која што ќе се постави пробоземач. Битен елемент во сето тоа е време траењето на мострирање, бројот на мерни места во текот на 8-часовното работно време и изворот на инструмент за земање на мостри. Мора да се внимава и никогаш да не се заборави дека при изборот на локација на пробоземачот, објект на обсервација е човек. Во зависност од тоа, во зависност од видот на работното место, дали станува збор за стационарно или нестационарно работно место, значи локацијата на пробоземачот за стационарни работни места е во зоната на вишење, за нестационарните работни места, кога работникот поминува повеќе локации во текот на своето работно време, постојат индивидуални управувачи кои што се поставуваат на самата облека на работниците. При изборот на локација на мострата, односно хемиската субстанција која што е присутна во воздухот, мора да се води сметка за изборот на хемиски субстанции што се емитираат во работна средина и второ, дали самите работници се посредно или непосредно изложени на штетноста. Значи, може да биде извор на хемиска субстанција и соседно работно место. Не мора да биде со работното место на тоа што работи работник. Присуството на хемиските штетности може на различни начини да биде внесено во организмите. Значи, преку вдишување, преку кожата или да речеме орален пат. Сите тие на некој начин може да влијаат на здравјето на работникот, да предизвикаат некаква последица по неговото здравје, да биде тоа повреда или болест, меѓутоа мора да се има во предвид и денеската предиспозиција за приготовувањето на тоа работно место. Време траењето на мострирање зависи од штетноста која што се опробува. Доколку станува збор за штетност, како што е например тешината со кумулативно присво, во тој случај се релевантни просечни сменски концентрации. Кога станува збор за хемиска штетност која што има моментално дејство, како што јаглеродниот моноксид, во тој случај потребни се, односно релевантни се краткотрајни проби со поголема зачестеност во пробувањето во текот на една смена. Бројот на земени мостри, бројот на мерни места е во директна врска со технолошкиот процес, бројот и распоредот на работни места во работна и помошна просторија, позиции каде што се движат вработените и извршуваат одредени активности, распоредот на опремата за работа, која што е извор на штетноста, потоа дали станува збор за хомогена или нехомогена средина, и големината и на работната и помошната просторија во која се реализираат одредени активности. Значи, постојат многу фактори кои што влијаат на сето тоа дали одредена хемиска штетност која што е присутна во просторијата влија или не влија во здравјето на работениот и затоа мора многу да се внимава при изборот на бројот на земени мостри со цел да се добијат репрезентативни вредности или измерени концентрации на хемиски субстанции во воздухот. Четвртата етапа која што е битна, четвртиот чекор кој што е битен во процесот на земање на мостри, секако изборот на инструменти со кои што се опробува или демонстрира одредена хемиска штетност во работната средина. Значи, постојат инструменти кои работат на принцип на екстрактирање на хемиски субстанции, дали станува збор за разбор, дали станува збор за филтратација, во погонски или теренски услови, а потоа да дојде, потоа следи, значи, лабораториската обработка на податоци.
Постојат инструменти кои што работат на директно отчитување на концентрациите на штетни материи и постојат инструменти кои што работат на принцип на краткотрајно и кратковремено или моментално отчитување на состојбата на загрозеност такви с индикаторските цевчини. Во услови кога ќе биде земена мострата за анализа и во услови кога е потребна лабораториска обработка на податоците, тоа значи да се одреди квантитативно концентрацијата на таа хемиска субстанција. Истовремено со одредување на концентрацијата на хемиските субстанции, потребно е да се дефинираат некои други вредности, како што е средна вредност, стандардна девијација, да се дефинира наодреденоста и точноста во мерењето. Во зависност од природата и видот на штетноста, која што се употребува, постојат исто така различни методи. Гравиметриските методи за одредување на концентрација на прашина, волуметриски методи за одредување на HCl, нитрати, фосфати, спектрофотометриски методи за одредување на формалдехид, амонијак, фотоатомска абсорбција, одредување на метали, како што се кадмиум, олово, арсен, жива, бакар, цинк, инфрацрвена спектроскопија и гасна хроматографија. Значи најразлични методи за одредување на најразлични хемиски субстанции, одредување на концентрација. Со земењето на мостри и праќањето на примерокот во лабораторијата, во завршена лабораториска анализа на земени мостри, се добиваат резултати. Добиените резултати може да бидат ставени табеларно, каде што гледате, постои дадено погоно, дадено е мерното место, дадено е параметрот кој што се мери, збројот кој што е за секоја хемиска субстанција различен, дадени се 5 мерења за едно мерно место, дадена е средната просечна вредност и граничните вредности, како и краткотрајните вредности на изложување. Освен табеларниот приказ, добро е да има и графички приказ за резултати од мерења на концентрација на хемиски субстанции, затоа што може точно на самиот график, и бројките се добри показатели, меѓутоа и од графикот може да се види што и како измерено. Значи имате црвена боја на графикот се означени максималните или граничните дозволени вредности на изложување. Со една боја се означени концентрациите кои што се однесуваат на средна просечна вредност и посебно се дадени сите 5 мерења во текот на еден период на мерење. Добро. Значи, со добивањето на резултатите, оно што е најважно во самиот извештај е да се направи споредба на резултатите со обврзувачките гранични вредности. Тоа значи да се направи споредба со овие вредности кои што се дадени во правилникот. Во нашиот правилник постојат гранични вредности на изложување за 640 хемиски субстанции. Освен на гранична вредност која што кажавме дека се однесува за 8 часот на работно време, многу важна и краткотрајната вредност на изложување. Таа се однесува за период од 15 минути, не смее да биде надмината повеќе од 4 пати во текот на една работна смена, што работникот, при што меѓу две изложености на оваа концентрација мора да помине период од 60 минути. И повторно за споредба на резултатите со обврзувачките гранични вредности, значи не се важни само добиените бројки, мора да се води сметка за повеќе фактори. Ова не е за времето. Телефонот исклучете го, но не е одбрано. Значи треба да се имаат попреки повеќе фактори, напорна работа, потоа условите во кои што се реализираат работните активности, потоа присуството на директна или индиректна изложеност на хемиските субстанции и најважното е дали изложеноста се однесува за 8 часот на работно време. Сосема на крај, минималните барања за безбедност и здравје при работа од навработени ризици поврзани со излучување на хемиски субстанции ќе се постигна со доследна примена на правилникот за таа намена. И она што е најважно може би испитувањето на концентрациите на хемиските субстанции во работни и положни простории
е дел од еден интегриран пристап за превенција, намалување и елиминирање на ризиците на работни места поврзани